Спортот е силен промотор на нацијата, но за остварување на националниот интерес преку спортот, државата треба да превземе соодветни мерки. Во прв ред, формирање на Министерство за спорт. Од почетокот на осамостојувањето на Македонија имаше Министерство за спорт, но од некои политички причини тоа згасна, односно се трансформира во Агенција за млади и спорт, се присетува универзитетскиот професор Маријан Малцев. Македонија треба и мора да се формира преку спортот, вели тој. Од друга страна, ќе се подобрат и вложувањата во спортот. Сега со ваучерите имаше некои обиди да се поттикне спортот, меѓутоа ќе биде сосема поинаку кога Министерството за спорт ќе добива директно финансиски средства од буџетот на Република Македонија. Вие знаете дека без соодветни финансиски средства, стварно не може ништо да се постигне. Постојано ние само работиме волонтерски и гледате дека скоро до никаде не стигнува. Министерство спорта ми имаме од самото основање Босна и Херцеговина и два entiteta. Министерство за спорт ние имаме од самото формирање на Босна и Херцеговина. Министерство за спорт мора да имате. Мора некому да се обратите. Ако го немате, тогаш мора да одите по околен пат и тогаш е многу тешко да постигнете било што поврзано со спорт. Многу е теже да постигнете било што е везано за спорт. И додека во светот спортот станува високо профитабилна активност, Македонија се соочува со горливи проблеми, како што се корупција и непотизам. Тоа е нешто чему треба стати на крај. Корупција, непотизма во спорту не би требало бит. Тоа е нешто на што треба да му се стави крај. Не ги знам приликите овде, но корупција и непотизам во спортот не смее да има. Спортот е најчист облик на надпреварување и вложувањето во тој процес е од најголемо значење за нас. Нашите соговорници го делат ставот дека првиот човек кој ќе застане на чело на Министерството мора да биде од спортската фела. Битно е да не биде нека политичка фигура, али мора да постои спрега измеѓу политике и министарства и свих нас останали. Важно е да не биде политичка фигура, но мора да постои спрега меѓу политиката и Министерството за исполнување на сите наши барања и потреби. Министерот е тој кој ќе се бори за нас во владата. Само пред 3 години Македонија го живееше сонот кој го сонуваа генерации. Нашата национална репрезентација беше дел од Европското првенство во фудбал, а голем успех постигна и нашите национални тимови во ракомет и кошарка. Да го вратиме сејот на спортот кој повторно ќе ја сплоти нашата нација како никогаш досега, порачуваат македонските спортисти, силни поборници за формирање на Министерство за спорт.